Ова утро ви го најавуваме третиот поред концерт од концертниот караван насловен Македонија во срцете носиме. По големата публика која што беше присутна на концертите во Штип и Битола, токму вечерва велешани ќе имаат можност да уживаат во концертниот караван Македонија во срцете носиме. На моја огромна чест и задоволство, ова утро ќе разговарам со Андреј Оденка и со Наум Петревски, со кои што заедно ќе ви го најавиме концертот кој што ќе се случува вечерва. Најпрво ќе посакам добро и убаво утро и на двајцата. Наум, еве ќе почнеме од тебе. Повозрастните нели имаат предност секогаш. Колку сте задоволни од тоа како помина изминатите два концерти во Штип и во Битола? Па можам да кажам дека не очекував толку посетеност, бидејќи со оглед на ситуација што се дешава дневно политичка. Не е баш нешто за многу за концерти, меѓутоа има голем одзив. И пријатно сум изненаден од тој факт дека има се помлади што доаѓаат на овие настапи. Јас очекував популација да биде повозрасна, меѓутоа гледам многу млади и многу ми е мило тоа што се буди националното чувство меѓу младите. Да, Андреј, ова не е ваша прва соработка, нели, со Наум. Имавме можност да го видиме во вашата претходна песна, но како еве вие, како музичари кои што прават хип-хоп и R&B музика, се пронајдовте во една ваква преработка на македонска традиционална изворна музика и заедно нели во соработката со Наум на Послушајте патриоти? Добро, да, како што кажа, па впрочем, токму тука е сниман, ако утре ме нема. Тука имаше една голема маса со убаво друштво. Се разбира, начело со кралот на народната песна Наум. Инаку ние сме блиски пријатели, се дружиме често и доаѓаме тука кај Шинтерете да поминеме некој убав период да нели поразговараме и така натаму. Инаку многу убаво го прифативме целиот овој проект, посебно песната со Наум. Одамна ни е тој проект во глава, меѓутоа сега се погоди некако ете баш за ова, да кажем, погода да снимиме оваа песна. Послушајте патриоти, една многу убава стара баш патриотска песна и како што кажа Наум, многу сме изненадени од посетеноста на плоштадите во Штип и во Битол. Имаше премногу народ и ова е еден добар концепт како еве посебно ние помладиве и посебно ние што немаме допирни точки со народната песна да доближиме народната песна до помладата популација. Имаше стварно добра интеракција и на многу од луѓето им се допаја, дури многу пријатели и луѓе ни пишуваат дека впрочем би ги наежила песната, бидејќи интересна комбинација од нашите вокали, мојот и на Панчо заедно со Наум, така да супер искочи секако целина. Да, Наум е познат нели по народната песна, тоа е по она што нели тој си го работи, но еве можеби размислувате ли веќе за некоја следна соработка и преработка на некоја од другите македонски изворни песни? Може би не од македонските изворни песни, меѓутоа дефинитивно планираме на соработка со Наум и тоа во сосема обратен стил од она што вие сте навикнати него да го слушате, а тоа е некоја, така да кажем, некој добар моќен рок, така да тоа можеше публиката го види на нашиот концерт, он ја испеа неговата омилена песна, може да кажем од нас Стојам сам. Како ја викна, се стресе цела Борис Трајковски и многу луѓе се изненадија дека впрочем он е роден и за таков тип на музика, доколку нели сака може да го испее тоа безпрекорно добро и ете имаме план да направиме нешто интересно кога соработка повторно. Стојам сам и сега јас ти признавам дека без тебе не можам да живеам. Тоа значи дека наскоро можеби ќе ви го сменат и правецот на пеење во музиката? Мене ми е правецот всаден уште од мали нозе, значи јас сум порастен во најубавото време на рокот уствари. Почнав да слушам музика многу мал, почнав да свирам многу мал и гитара и армоника. Самок, нормално, тоаш немаше никој да те научи.
Така да пораснав со Deep Purple, пораснав со Beatles, пораснав со Elvis Presley, пораснав со Бело дугме од нашата бивша Југославија, Здравко Чолич, Парни Ваљак. Така да рокот мене не ми е стран и секој пат го слушам во слободно време. Вечерва во 20 часот е почетокот на третиот поред концерт од концертниот караван во Велес, во амфитеатарот. Што ќе може да очекува публиката во Велес, Велешани, сите оние кои што ќе имаат можност нели вечерва да пристигнат во Велес и да бидат дел од овој концерт? Па бидејќи јас ја пеам баш песната за химната на Велес, Болен ми лежи миле поп Јорданов. Очекувам Велес да биде према првите назнаки Штипи Битола. Мислам дека Велес ќе биде нешто спектакуларно. Андреј, ќе ни откриеш ли некоја интересна ситуација? Еве, имавте можност веќе два концерти да поминат, вечерва и третиот. Како си поминувате вие музичарите, сите заедно, да ни откриеш некоја интересна ситуација за време на подготовките? Па можам да кажем од овие две минати, да кажем, настани во Битола и во Штип е прилично интересно патешествието, пошто се собираме на една точка и тргаме две комбиња, околу 2-13 изведувачи, меѓу кои и Зуица, и Миле Кузмановски, не знам, Адријана Јанеска, и има интересни моменти у самите комбиња додека трае патешествието, има доста смење, доста зезање, сториња, нели, такви работи. А што е до самите настапи, конкретно за мене, па можам да кажам до негде и за Панчо, ни е интересно чувството дека, нели, треба да искочиш пред толку голема број на публики и да отпееш народна песна, а ние не сме навикнати да гестикулираме на народна музика. Како науме тука да и го гледаме, наум го пратиме он како да кажам дзенза, како се мрда и тука некако му се приклопуваме и ние. И прилично е, верувам дека од другата страна, од страната публиката, интересна таа спојка која не гледа, он тако висок, крупен, ние малечки двајцата. Така да као појава сигурно интересно изгледаме и најбитното од се е што гледаме во луѓе во една убава, да кажем, она нота на патриотизам, реагираат на песните, ги пеат буквално од прва до последна, што значи дека на некој начин уште е жива онаа страст за љубовта кон татковината и тоа најубаво можеме ние од згора да го видиме. Така да тоа ни исполнува најмногу. Така, наум да ни откриеш ти нешто во врска со еве кога ја снимавте песната, сите оние проби во студио претходно и сите подготовки пред да излезе нели официјалната верзија. Јас да кажам што врска со тоа нема проби, наум влага еднаш па ја искача. Толку беше да работи, пробите се за нас, да, ние по неколку пати, он влага еднаш пее и толку е, нема. Вистинето? Че се работи за песна која беше омилена на дедо ми, Наум Петревски, сениор. Тој секој пат ја нарачуваше оваа песна и уште од мал ја научив на хармоника да ја свирам и вечито само таа ми ја бараше. Иначе дедо беше роден во Белград 21 година и поминал доста и војни, и ситуации. И таму беше некако стално со насолзени очи ја слушаш. И баш ми е мерак што ја направивме во ваков стил како што сега звучи моќно. Дали тоа значи дека со врски ја добивте и ја одбравте песната која што ќе пеете? Чисто испадна по наша ингеренција, додуше. Меѓутоа песна како песна има многу преголема тежина. А со таа тежина па и одговорност да се отпее како што треба. Дали може накратко гледачите на Добро утро секој утро со на рефренот на Послушајте патриоти ова утро да ги поканиме на концертот кој што се случува вечерва во Велес? Апсолутно може, кај ние пееме и од Сабајле. Послушајте патриоти, да ви кажам словото
a Đurđovden bev zatvoren, crni temni zadani. Мислам дека е доволно и тоа како оваа причина за вечерва сите вие кои што имате можност да отидете во Велеси, да бидете на третиот поред концерт од концертниот караван насловен Македонија во срцете носиме. Почетокот е во 20 часот, а во продолжение, почитувани гледачи, ќе имате можност да ја слушнете токму преработката на Наум Петревски и дуото ДНК на Послушајте патриоти. za narodu zagina.